Добар ден и од мене, стартува 0 Плюс на телевизија Телма. Бидејќи април е месец на аутизмот, повторно ја отвореме оваа тема во емисијата. Овој пат наш гостин е професор доктор Владимир Трајковски од Институтот за дефектологија во Скопје, кој речиси 2 децении е посветен на аутизмот. Исто така, тој е председател на Македонското научно здружение за аутизам. Добре ни дојдовте. Да, добре најдов. Поздрав до вашите ценети гледачи. Периодов сте доста активен по медиумите, бидејќи овој месец се зборува интензивно за аутизмот. Овој пат јас планирам да опфатиме некои сегменти кои што не премногу беа отворени во другите медиуми. Ке зборуваме за бројот на аутистични деца во светот. Се зголемува и рапидно расте тој број, трендот е присутен и во Македонија. Колкав е бројот на аутистични лица во Македонија? Има ли некаков официјален податок со оглед на тоа дека нема регистар? Да. Национален за лица со аутизам. Токму така, како што наведовте во најавата, април е месецот на аутизмот, 2 април поточно е светскиот ден за јавната свесност на аутизмот, но активностите не застануваат тука, целиот месец е посветен, а можам да кажам дека и ние во Македонското научно здружение за аутизам речиси секој ден во годината ни е 2 април и ќе се потрудам да во ваша емисија да дадеме поексклузивни некои информации, да не се повториме, бидејќи навистина бев гостини, како што најавивте, и во некои други ТВ медиуми во текот од почетокот на месец април. Токму така, во порасте, за жал, аутизмот зазема епидемиски размери, како во светот, така и во Република Македонија, но ние тоа не можеме да го докажеме тука, во Република Македонија, заради тоа можеме само емпириски да предпоставуваме, но точни докази немаме, бидејќи немаме национален регистар. Тоа е нашата заложба како здружение, веќе 17 години во мај ќе прославиме. Правиме одреден притисок врз ресорното Министерство за здравство. Има некои придвижувања во последните 2 до 3 години во однос на таа насока, но се уште нема ништо конечно и така што не можеме да оперираме сега со некои големи, со точни бројки, но од она што родителите го појавуваат како интерес, што бараат чести средби со мене и она што го гледаме во разговор со колеги, навистина и во Република Македонија има пораст и бројката е веќе еден, според Центарот за контрола на болестите од САД, кој што е релевантна научна институција, 1 на 68, 1 на 66. Така, секој 68 детето би дошло дека или 66-то? Да, веќе има некој спектар на нарушување. Да, аутистичен спектар. Аутистичен спектар на Што е тоа аутистичен спектар? Секој дете значи е приказна за себе. Секој дете со аутизам е приказна за себе. Сега што значи тој аутистичен спектар на нарушување? Токму така како што рековте, нема 2 деца исти со аутизам и затоа родителите често знаат и да направат грешка, гледајќи некое друго дете со аутизам и споредувајќи го со своето и да кажат па моево дете нема аутизам бидејќи ги нема истите тие симптоми како што ги има тоа дете. Не е баш така. Аутистичниот спектар на нарушување, тоа значи дека аутизмот се движи од лесна форма кон умерена или средно тешка форма до многу тешка форма. Односно, оние кои што се со лесна форма може да имаат нормална интелигенција, дури може да имаат и надпросечна интелигенција, тоа се оние саванти, значи над 120 IQ, а оние што се со умерена тешка форма обично имаат интелектуална попреченост и оние со најтешката форма тие имаат тешка или длабока интелектуална попреченост, каде што веќе IQ е под 30 или под 20. Постојано се потенцира дека е важна раната интервенција, но колку и ранното дијагностицирање, но колку често родителите не се јавуваат на време, не го носат на време на лекар нивното дете, за да се дијагностицира оваа состојба. За жал, во Република Македонија многу доцна се дијагностицира, иако во последниве години имаме една тенденција за поголема свесност на родителите и за порано пријавување кај докторите, доаѓање на доктор. Некогаш може да се случи и дете на 7 годишна возраст да се уште не е дијагностицирано, што е поразителен факт, затоа што тоа е многу доцен период. Тука рана интервенција веќе не може да говориме. Рана интервенција се знае 2-3 година, тука веќе мора да почне раната интервенција, ако сакаме да имаме некаков успех понатаму во третманот.
Инаку ништо не сме направиле ако детето на 7 години има знаци за аутизам, значи има класични знаци, но знаењето на професионалците во последниве 4 до 5 години малце порасна, инаку порано, на пример, јас кога почнував со докторатот, некаде во 1999 година, тоа е минатиот милениум веќе, се јавувам на доктори и ми викаат што е тоа аутизам, шизофренија ли е? Значи, и докторите не знаеа, бидејќи на студиите многу малку на медицинскиот факултет, и јас морам да признам, како студент, кога бев на предметот психијатрија, воопшто не се ни спомна аутизмот како проблем во почетокот на 90-тите години, например. Сега е сосема друга ситуацијата. Така, но рапидно расте бројот сега на деца. Да, рапидно расте бројот, рапидно расте и свесноста, така што и родителите веќе кога ќе видат дека детето не прозборува, дека нема контакт очи со очи со родителите, дека не се смее, дека нема никаква интеракција со братчето или сестриче кој што е постаро, тоа мора да им биде јасен сигнал дека треба да веднаш да се отиде на детски психијатар или на педијатар. Така, која е најчестата причина поради која што ги носат децата? Дали отсуството на говор е најчестата причина? Би можело да се спомне, да, отсуството на говор и отсуството на комуникација. Исто така чекаат и велат постарите причекате ќе прозбори детето. Да, отсуството на вербална комуникација, говорот, невербална комуникација, немаат оној така наречен говор со тело, потоа немањето поглед, контакт очи со очи, и исто така слабата социјална интеракција, односно живењето, оно што го велиме во свој сопствен свет. Таквите дечиња, значи си седат повлечени во некаков ќош, а си играат сами со себе, ретко играат со други деца, оние заеднички игри, значи обично знаат да играат, но не знаат како да играат со други деца. Си играат сами со себе, например, тркало на количка, машките деца, тие го движат тркалото наместо да ја возат количката по патот. Тие безброј пати во текот стереотипно, што е една од главните карактеристики на аутистичниот спектар на нарушување, тоа тие стереотипни движења, безцелни и без никаква целисходност. Кога родителите ќе дознаат диагнозата на своето дете, често пати се збунати, не знаат што понатаму да прават, кому да се обратат. Дали голем број од нив често информациите, односно одговорите ги барат на интернет? Да, тоа е точно ви е констатацијата. Она што прв пат се сеќаваат родителите кога ќе ја дознаат диагнозата, тоа е баш конфузијата, збунетоста, се јавува еден гнев кај нив, една револтираност, често пати се обвинува дали е виновен сега таткото или мајката, од која страна се влечат гените, бидејќи во основата на етиологијата е генетската предиспозиција кај аутизмот. Тие најчесто ги барат на интернет и сега е проблематично што често пати одат по некои непроверени, нерелевантни научни сајтови и тука може да направат големи грешки, особено кога се работи за третман, например, третман со хипохлорна киселина или со оние средства за белење, тоа јас не го оправдувам, например. Значи, мора да се посетуваат научно релевантни сајтови кои што се од некакви научни списанија, например, или универзитетски центри, кои што даваат конкретни податоци за аутизмот, а не некои непроверени сајтови кои што немаат никаков бекграунд, никаква позадина научна, и тука може да бидат понекогаш и заведени родителите погрешно да или во насока на диагностика или уште полошо во насока на третман, да му наштетат на сопственото дете, наместо да му помогнат. Наместо да му помогнат, да, ако многу читаат така непроверени сајтови. Често пати ги бараат причините и самите се обидуваат да откријат што е причината за тоа. Дел од нив ја обвинуваат ММР вакцината која што се дава после 13-тиот месец. Да. Бидејќи тој секундарен аутизам, можеме да поменеме и што е примерен, што е секундарен аутизам, некако се поклопува во тој период. Голем дел од нив бараат право на избор да го вакцинираат своето дете. Дали се согласувате со ставот дека родителите треба да имаат право на избор? Да, прво да расчистиме колку примерен и секундарен аутизам, можеби ќе биде интересно за вашите ценети гледачи. Примерниот аутизам се јавува некаде во 80 до 90%, тој е оној идиопатски, каде што не се знаат јасно причините, се знае дека е генетска предиспозиција во интеракција со средински фактори, а секундарниот аутизам е оној каде што веќе има некое веќе познато генетско нарушување или болест, која што е примерна, например,
тоа е фрагилен X синдром или фенилкетонурија или може да биде и Даун синдром и да не ги редам сега сите болести и секундарно на тоа доаѓа аутизмот. Тие се некаде 10 до 15, максимум до 20% од популацијата, а овие се 80 до 90% како што кажав примарен аутизам. Точно е дека е коинциденцијата и дека кај многу родители може би се во заблуда дека МПР вакцината е причинител. Не би можеле така да говориме дека е директен причинител, но има и точен друг факт дека илјадници родители широм светот не може сите да направат дека е тоа коинциденција и дека е случајност и дека мора некаде да постои некаква вистинска поврзаност, па на крајот на криштата ако сакаме да земеме и на самите вакцини и самите производители треба да ги пишат несаканите дејства и знаеме дека секој лек како медицинари има несакан ефект, па така и вакцините може да дадат несакани ефекти, да дадат интелектуална попреченост или да дадат таа регресивна форма која што се јавува кај еден мал процент и тоа е докарано во научни студии регресивната форма на аутистичниот спектар на нарушувања. Сега јас сум тука малку полиберален во однос на вакцинирањето и ја поддржувам иницијативата на една група родители и например во 17 држави во Европската унија вакцинирањето е оставено на одлука на родителите. Така што тука оние родители кои што се и педиатрите не треба да се плашат, бидејќи они кои што ги вакцинираат собствените деца нема да можат да бидат заразени од овие кои што не ги вакцинираат, али тука мора родителите веќе да си го преземат ризикот, например, ако не ги вакцинираат своите деца, ако добијат случаи во Романија, во Италија и ве последниот е во Бугарија. Да, вакцините се со ситна сипаница. меш со две острици, да, морбили. Може да добие морбилиформна бронхопневмонија или може да добие морбилиформен енцефалитис, менингитис, менингоенцефалитис и тука може дури да биде и смртоносно. Едни обични сипаници што велите мали или ние што ги велиме докторите морбили. Така да тука родителот ја носи многу одговорноста кон своето дете, дали ќе го вакцинира или нема да го вакцинира. Така. Ризикот е повторно поврзан со последиците со мозокот и во едниот и во вториот случај. Да, и во едниот и во вториот случај, со тоа што ваму кај морбили може да заврши и смртно, а кај аутизмот обично ако не настапи некој акцидент, например, во младешката возраст, децата со аутизам не знаат и лицата не знаат да предвидат опасност, например, кога се на улица, па колку да го предвидат растојанието од возилото, па може да настрада во сообраќајна на незгода, или не знаат за шеги, па може да влезат во некои несакани тепачки со некои, да кажем, сомнителни типови мангупи, па да бидат подложни дури на убиство. Или пак лицата со Аспергер. Аспергер синдромот е еден дел од аутистичниот спектар. Тие имаат доста депресија и може да имаат и суицидални нагони и да извршат самоубиство. Така. Но сепак да напоменам дека студиите ја открилаат поврзаноста помеѓу вакцинацијата и аутизмот, барем засега најголемиот дел од студиите. Голем дел од студиите ја отфрлаат, но постојат и студии кои што сега да не ги цитираме, постојат и студии кои што ја потврдуваат. Голема е таа кампања на провакцинални застапници и на антивакцинални. Се уште се косат копјата, но автоимунитетот и таа автоимуна хипотеза која што постои со давањето на непречистени вакцини, поливалентни со петвалентни, например, вакцини кај еден незрел имун систем, би можело да предизвика кај некои деца, особено ако јас ги им препорачувам на родителите често пати да детето биде апсолутно здраво. Не сме ни најмалку носето да му тече или да има никаква настинка, а да добие вакцина, затоа што тука може да се јават многу компликации. И исто така им препорачувам 3 недели пред вакцинирањето и 3 недели по вакцинирањето задолжително да земаат од оние мултивитамински сиропи, така да го зајакнат имунитетот. И во семејствата каде што имаат аутизам, тука дури и треба да се биде мощно внимателен, затоа што е забележено дека децата кои што имаат аутизам со секој наредно примање, значи тоа не е еден случај, тоа се повеќе случаи, се влошува клиничката слика, ако било последица на таа автоимуна хипотеза во која што и ние во мојот докторат некои елементи
докажавме дека има доста имунолошки нарушувања кај децата со аутизам и во нашата популација во Република Македонија и затоа објавуваме и научни трудови и не цитирам во светската литература сме цитирани. Како аутизмот влие врз функционирањето на семејството? Овие деца не се самостојни, често пати имат сензорни проблеми, проблем со спиење, се спровидува кај посебен режим на исхрана. Како сето тоа влијае на функционирањето на семејството и дали се потребни специјални обуки за родители за да може да се справат со оваа ситуација? Ова е доста широко и комплексно прашање. Ви благодарам што го поставивте. Значи, семејствата често пати тешко се справуваат со проблемот на аутизам и често пати го доживуваат многу тешко како дијагноза. Дури јас понекогаш имам впечаток, се надевам дека не грешам, дека полесно би прифатиле да нивното дете има некаков карцином отколку аутизам. Полесно би се носеле со таа дијагноза отколку аутизам, што е погрешно, затоа што знаеме дека карциномот е најопасната дијагноза во детската возраст. Но аутизмот по сега е почест од детските карциноми, да речеме, зачестеноста на појавувањето. Така што они многу тешко се справуваат родителите со овој проблем и понекогаш тешко функционираат во рамките на семејството, некогаш тоа се дисфункционални семејства, некогаш многу поретко, за жал, кога ќе добијат дете со аутизам, функционираат и подобро него пред тоа, но тоа се многу поретки случаи, некогаш завршуваат со развод тие бракови, имаме и во Македонија семејства со дете кои што имале аутизам, не успеале да се справат со предизвикот кој што го носи аутизм како проблем, а тоа е огромен социјално-медицински здравствен проблем и навистина представува голем предизвик за семејството, психолошки исто така проблем, психолошко оптеретување и тука за жал Република Македонија, иако јас не ја преземам одговорната бидејќи не сум бил никогаш дел од властите, не сум политички определен и не сум бил креатор на здравствени или социјални политики. Јас научно го гледам проблемот и ме интересира од научен аспект. Не чувствувам одговорност за таквата состојба, но сепак ние како здружение, како невладин сектор правиме обуки, особено во последните 2 до 3 години. Потребни се обуки и тоа како и потребна е психосоцијална поддршка. Таа недостасува од страна на системот, но еве ние како Македонско научно здружение за аутизам сме вклучени веќе 18 месеци во ЕСИП проект, тоа е европски проект поддржан од Европската комисија, заедно со колеги од Нортхемптон универзитетот во Велика Британија, кои што се носители на проектот. Тоа е мојот драг пријател и колега, морам да го споменам, доктор Девид Прис, со кого заедно го обмисливме проектот, со колеги од Едукацијско-рехабилитацијскиот факултет во Загреб и од Европскиот универзитет во Никозија во Кипар. Заедно правиме обуки за родители како да се справат родителите со децата кои што имаат сензорни нарушувања, кои што имаат проблеми во пубертетот и во адолесценцијата со хормоните, како да се справат со проблемите во исхрана, бидејќи знаеме дека тие деца често пати одбиваат да јадат или ако јадат еднообразна исхрана и така натаму, значи даваме конкретни многу обуки, конкретни и корисни совети кои што може да ги искористат во секојдневието и што е многу важно, сите овие обуки се бесплатни. Ние ќе информираме во Нулен Плюс секогаш кога ќе има ваква обука. Ви благодарам што бевте дел од Нулен Плюс. Тука заврши времето за предвидено за оваа емисија. Ќе се видиме повторно. Благодарам за поканата, ми беше посебна чест да бидам ваш гостин денес. Исто така ни беше драго што бевте дел од Нулен Плюс. Тука го закружуваме денешното издание на емисијата. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.